Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ви информираме. Еве ги насловите. Се менува ли православието или верниците се враќаат кон старите корени на религијата? Од ден на ден се повеќе се зголемува интересот, како и потребата за осигурување на домаќинствата, велат од осигурителните компании, а со тоа и осигурителниот пазар во Македонија бележи позитивен тренд на пораст. Над 50 членови на Исламска држава загинаа во воздушни напади во Сирија. Кошаркарите на Куманово забележаа победа во рамките на четврто коло против екипата на Бест со резултат 88-74. Како и да е, амбициозниот тим од Гевгелија скапо ја продаде кожата во спортската сала. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Порта Пролет, прв луксузен деловно станбен објект во Штип, сместен во најубавата и најмирна локација во градот, во близина на парк Суитлак, на 5 минути до градскиот плоштад. Порта Пролет се гради по проект од врвни италијански архитекти во барок и неокласичен стил, по европски стандарди и норми, со првокласна звучна и топлинска изолација со високо квалитетни материјали. Порта Пролет Штип, станбен простор со 86 станови со различна големина, на 9 спрата, со гаражен и деловен простор по цена прилагодена на стандардот на граѓаните, со олеснителни услови за купо-продажба. Заинтересираните може да испратат порака или да не исконтактираат на следните телефонски броеви: 070 233 060 и 070 244 020. Четири звездички за квалитетна услуга, пријатен амбиент, незаборавен престој и прекрасен поглед. Располага со 118 соби, 2 конвенционални сали, 3 барови и базен. Направете го вашиот престој незаборавен. Ваш хотел Гранит. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Далечната 1991 година компанија Велковски започна со трговија на градежни материјали. Од тогаш компанија Велковски успешно ја гради својата приказна вршејќи стручен надзор, дизајнирање, инвестирање и изведба на стамбени деловен простор по ваша желба и светски стандарди. Компанија Велковски. Дедушка и бабушка го створиле татушка, а татушка и мамушка ги направиле батушка и татушка. А мене мама ме вика Срцушка. Децата се нашето најголемо богатство. Продолжете ја приказната. Створи иднина. Via, vieni via di qui. Niente più fiori a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. Каков и да си, твоето дете секогаш ќе те сака. Избери живот. Имаш право на избор.
Ново во градот, The Store, над гимназијата Гоце Делчев. Ексклузивна детска гардероба од реномиран производител од Англија. Единствено во бутикот The Store, Minotti Boys, Minotti Girls, Soul and Glory. Висок квалитет, ниски цени, чист памук, уникатен дизајн, made in UK. Затоа што вашите најмали го заслужуваат најдоброто. Бутик The Store. Нова колекција, есен-зима. Бутикена. Комплетна и модерна жена во Бутикена. Не купувајте само облека, туку и смишта. Ена бутик, Илиндеска 48, Куманово. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Асоциацијата на градови носители на порака на мирот на 30-тото генерално собрание во Куманово донесе резолуција во која се наведува дека е потребно зголемено внимание од меѓународната заедница за специфичните потреби со кои се соочуваат сите градови низ кои минува рутата на мигрантите. Резолуцијата отука оди на адреса на Организацијата на Обединетите нации и на Европската комисија. Во резолуцијата се наведува дека е потребна клучна улога на Обединетите нации, Советот на Европа како и на преостанатите релевантни агенции, невладини издруженија и фондации, и оти е потребно да сработуваат заедно. Со резолуцијата се повикува надлежните да се справат со најголемиот проблем на Европската Унија, бегалската криза, и што поскоро да се решат војните на Блискиот Исток и во Северна Африка. Луиза Винтон, представник на UNDP, вели дека оваа резолуција повикува на поголем ангажман за менаџирање на бегалската криза. Темата на денешниот состанок е мигрантите, кои што не е директно само Куманово погодено и Македонија од нефт, туку и целиот Балкан. Значи, денеска сакаме да покажеме нашата поддршка на бегалците и поддршка на Кумановската општина. Председателот на Асоциацијата на градови носители на порака на мир, Анџеј Петрашик, рече дека преку медиумите се информирал за бегалската криза и смета дека овој проблем треба да се решава на едно повисоко ниво. Барзо важно е че Многу е битно што денешната резолуција ја усвојуваме токму од Куманово, од градот кој што навистина се соочува во последно време со мигрантска и бегалска криза. Денеска, како што можевме да дознаеме, во Куманово, всушност на северната граница, дневно се доаѓаат од 7 до 10.000 бегалци и мигранти од Блискиот Исток и затоа е и битно овој проблем да се стави на едно повисоко ниво. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски нагласи дека резолуцијата го потенцира мирот како основно право на човекот и побара надминување за предизвиците на бегалците. Ја кажав дека Куманово е многу значајно по многу историски
судбоносни одлуки на Балканот. Во овој момент исправени пред неколку безбедносни предизвици пред се случувањето 9 мај и бегалската криза, упатаме порака до Обединените нации, резолуцијата и до Европската комисија, во која се насочува нашите правци на делување како градови кои се грижиме за мирот како основно човечко право. Куманово четврток беше домаќин на Меѓународната асоциација на градови носители за пораката на мир, на кој учествуваат 10 градови од различни земји. Учесниците на Генералното собрание на асоциацијата ја посетија населбата Тодемендол, а беа и во прифатниот центар на Табановци. Се менува ли православието или верниците се враќаат кон старите корени на религијата? Граѓаните со различни одговори. Дел сметаат дека свештениците треба повеќе внимание да обрнат на едукација на верниците и не само на најмладите, туку и на повозрасните кои се збунети од исчезнувањето на одредени адети кои што досега ги практикувале. Во последно време голем број верници сметаат дека православието доживува промени, но дали е всушност така, дали се менува концептот на религијата или пак се враќаме кон корените на вистинската православна вера? Ова се прашањата кои ги поставуваат верниците од неодамна. Исчезнуваат ли одредени адети кои биле прифатени од христијаните, а кои несомнено секој лаик ќе каже дека влечат корени уште од паганството. Верниците сведочат дека се повеќе млади ги посетуваат црквите, секоја литургија се следи со внимание. Дел од жените влегуваат во црквите со марами и фустани. За нив велат необично е што оваа традиција се враќа по речиси 50 години. Од тука се поставува прашањето дали се менува целиот концепт на православието, која претрпе сериозни промени од стариот систем. За поздравување што младите одат во цркви, се однесуваат христијански. Голем број млади постат постојано, сите пости и не само за празници. Дел од граѓаните го поздравуваат враќањето кон христијанството. Други воопшто не одат во црква, но тоа за нив не значи дека се повеќе или помалку верници. Убав начин. Баш ми е мило млади, стварно се повеќе и повеќе има во Куманово што одат. И постат, сите пости, многу добро. И така треба да биде. И уште би сакала училишта да се воведе нешто за вера. Кога ќе има вера, сите ќе поштуваат. И личности, и домашни, и се. Како веронаука, како предмет? Да, како веронаука, да. Дали вие одите често лично во црква, седите ли на литургија до крај? Да. Кога се празници, славам, имам домашни слави и така. Сите ги почитувате оние традиции и се обидувате да ги пренесете, да кажеме, на вашите идни поколенија? Да. Внуци и така. Може би оној комунизам малку беше отргнато да наша црква. Мислим, христијанството не беше застапено. Така да, драго ми е што млади деца покушаваат да се доближат до црква и да знаеме дека ние, христијаните, треба да испоштуваме црквата. Црква е за нас, да кажеме, едно учење. Таму не даваат никакви, како да кажем, лоши работи. Секогаш црквата дава да не убиваме, да е добробит на народ. Сите сакат да одат во црква, сите ја поштуват. Први пат ја. Одите само за празници или седите А на не и литургија? кој иду, като пројдут, запалу свеќе, поштуju. Наследил сам од стари и тој ќе си остане и мој фамилија, деца, си снашке, унуци отиде, прекрстив се и они сакат да идат. Значи се пренесува една таа традиција? Да, од генерација на генерација се пренесува. Ја у цркву одам, па немам време, ама мои деца иде многу у цркву. Многу иде во цркву. Имам две деца, керка факултетски образована, син исто 29 годину поштуе, видев. Па не морате да знаете, тоа зависи до човека, карактер на човекот, иначе не. Верниците, иако ја почитуваат верата и сметаат дека е прекрасно што младите се враќаат кон традиционалните корени, сметаат дека одредени работи на кои сега инсистира свештенството треба поубаво да се објаснат. Бараат црквата повеќе да е отворена за граѓаните и воедно цените на одредени услуги да бидат попристапни за нив. Дел пак немаат никакво мислење за религијата. Порано е било нели овој традиција колјамо кад умре некој, меѓутоа сега видиш ли попови,
забрануев тој, не требало тој и како да се тој сега исправи, не знам. Сметате ли дека тие треба повеќе да објаснат дека Па тоа треба да објасни, треба да се објасни и време треба за тој. Естеството во Куманово е добро застапено, а Ардома има малку една аномалија што мислим дека треба поишке да се организира, да христијанството улегне у цркву, да биде помасовно, да ако дојдев до неки пари да отиде за добробит на сиромаси и така. Сак владика како дојде малко ред уведе. А оној беше распашена команда. И тој треба. Сече колач, колку имаш толку оставаш, сега по 300-350, некој ќе нема да даде. Значи во вера нема пари. Сега испадна дека се е со пари. Верниците строго веруваат дека во скоро време меѓу припадниците на Македонската православна црква нема да има кремирање, други се неутрални по оваа прашање, иако има сомнение дека е доведено во прашање самото воскреснување. Јас сум за погребување. Мислим дека ќе останеме и оште. Може би во нов свет, понатаму, да, сега за сега, мислам да се задржиме на она стара традиција. У Куманово тој ќе си остане тај традиција, као за овој што е традиција за духови. Еве, гледам други битола, тие прилеп, тој не ги интересира, као кој нас. Па тој вика скупо кошта, може и тој. Ја знаеш зашто сам највише и стално го збору. Овој многу е лошо и многу е тешко, трагично како до сега што е било. Почине ти некој млад и ти идеш тамо и гледа све. Како има сега вија установе. Дојди земи од дома човека, однеси тамо сахрани, а ако сакаш дома тие што да си останем најблиски, да не гледа баш тој, зашто стресови. Кој пожели. Од оваа произлегува дека постои еден дел кој се враќа на старите корени и вистинското православие, но дека е потребна и постојана едукација за верниците. Паралелно со исполнувањето на стандардите потребни за одвивање на образовниот процес, целта на одговорните во Средното општинско училиште Ѓорче Петров е да понудат и пријатен амбиент за што подобри остварување на младите од градот. Во таа насока успешно заврши уште една градежна офанзива, овој пат во училишниот двор. Кривопаланичката гимназија Ѓорче Петров доби нова ограда во училишниот двор. Завршена е термоизолацијската фасада, а веќе привршуваат и градичните активности за поплочување на надворешниот дел меѓу главната зграда и спортската сала, каде во иднина ќе бидат поставени клупи за рекреација. Инфраструктурните потфати се уште едни во нивзата за осовременување на ликот на оваа образовна установа со средства од сопствениот буџет, вели директорот Миле Милковски. Понатаму веќе завршиме термофасада и се надевам дека во наредниот период нашето училиште многу ќе заштеди во енергија, односно фактички ќе се намалат количините на нафта што се потребни за загревањето на самиот простор. Исто така веќе е во завршна фаза и оградувањето на дворното место, односно направија на пристојна ограда, каде што фактички заликува ово училиште на едно современо училиште, каде што имаме услови за нормално одвивање на ставата. И сега ни престанува овие денови да завршиме со поплочувањето на дворот или просторот меѓу главната зграда и салата, односно со бекатон, со тоа фактички ќе се даде простор и можност на учениците да влегуваат во еден чист двор. Со новата фасада ќе се намали потрошувачката на нафта за загревање, со што ќе се заштедат дополнителни средства, додава Милковски. Ќе се намали потребите да купуваме поголема количина нафта, бидејќи ние отприлика годишно, зависи од климатските услови, негде трошиме околу 35.000 литри нафта. Јас се надам дека некаде за 5.000 литри нафта ќе се намали потрошувачката, а со тоа фактички не само што тие средства ќе бидат наменети за понатамошно урбанистичко обликување како на училишната зграда и така и на двор, него се надам дека со тоа ќе подобриме и се разбере нагледноста во наставата.
Во предстојниот период ќе се изврши набавка на компјутери за кабинетот по информатика и набавка на принтери потребни за наставата, како и поставување на телевизори во повеќе училници. Во гимназијата изминатите неколку години целосно беа обновени училниците на првиот кат и партерот на холот. Целосно беа сменети санитарните јасли и реконструирани тоалетите. Професорите добија модерна просторија, а новитет беа и безбедносните камери. Во пресрет на тековната учебна година комплетно беа реновирани вкупно 8 училници, лоцирани на вториот кат од зградата. Во однос на надворешниот изглед беше извршена реконструкција на покривот, а беше поставен и подпорен зид зад северната страна на гимназијата, каде се создаде пријатно катче за средношколците. Подобрените услови се пред се за учениците, но и за наставниот кадар, од кој дел него крие задоволството од пријатниот амбиент за работа. Па задоволни сме, еве, очигледно е, значи се приметува, значи подобрување има, реновирано е училиштето, значи објектите, воопшто библиотеката, еве, ние најсовремени услови имат и учениците и вработените, така да задоволни сме. Одговорните се залагаат за да ни овозможат прекрасни услови за работа во училниците, во училиштето. Значи имаме се што ни е потребно за добар квалитет на настава. Од ден на ден се повеќе се зголемува интересот како и потребата за осигурување на домакинствата, велат од осигурителните компании, а со тоа и осигурителниот пазар во Македонија бележи позитивен тренд на пораст. Основно осигурување опфаќа осигурување од пожар, поплава, може да се склучи осигурување од кражба, што е доста барано кај нас, и дополнително осигурување склучува земјотрес осигурување. Секој се заинтересирани, меѓутоа не ја знаат правата цена на осигурувањето. Мислат дека треба кој знае колку пари се дава, а тоа излегува многу мала премија на годишно ниво и кога дознаат колку е цената, всушност сите го прават. Секогаш, значи, секоја година се повеќе и повеќе имаме раст на осигурување во домови и во опсет на сите други осигурувања. Секоја година се повеќе и повеќе клиентите од минатата година остануваат, ова година плюс добиваме нови клиенти се почесто и почесто. Одделението за изградба и одржување при општина Крива Паланка во рамки на програмата за тековно одржување на локалната патна мрежа во изминатиот период изврши санација на неколку делови од улици. Активностите се со цел подобрување на инфраструктурните услови во општината и ќе продолжат согласно предвидената динамика и временските услови. Од одделението за изградба и одржување при општина Крива Паланка информираа дека продолжува асфалтното крпење на ударни дупки во централното градско подрачје, како и во населбите низ општината. Изминатиот период нов асфалтен слој со површина од 800 метри квадратни беше поставен на улиците Лозановска и Македонска во населба Лозаново. Во населба Лозаново веќе 3 улички асфалтиравме и ги скрпивме ударните дупки, а на она место каде што е равнина, каде што неколку години поред ги крпиме ударните дупки и повторна асфалтот се уништува, се утврди дека има подземни води, ги изедовме подземните води од тука и еве направивме ново плато, го асфалтираме и овој дел во центарот на градот, односно популарно како наречено местото викано Амбар, веќе таму каде имаше калдрама, сметам дека е подобро да се има асфалтирана градска улица, асфалтирана улица која ќе се поврзе со главната улица во градот и тука го асфалтираме и ќе продолжиме и понатаму со крпење на ударни дупки, понатаму ќе продолжиме со санирање и асфалтирање на помалите површини. Привршуваат и градичните активности на дотреината улица со калдрама, која е дел од улицата Јана Јакимовски во местноста викана Амбар, каде ќе бидат вградени 550 метри квадратни асфалт. Согласно предвидената динамика и временските услови, локалната самоуправа на Крива Паланка продолжува со заложбите за крпење на ударните дупки и асфалтирање на мали површини, кои се прометни и се од витално значење за кривопаланчани, велат одговорните.
Во Кратово по прв пат се одржа манифестацијата Етно вешта жена, на која што учествува вредните домакинки од различни возрасти, демонстрирајќи ги своите вештини. Невкусните 6 специјалитети ќе се најдат во Етно готвач. Жителите на Кратово и регионот имаа можност да присуствуваат на познатата манифестација Етно вешта жена 2015-та, која првпат се организира во оваа општина. Специјалитетите беа направени по рецепти од богатата македонска традиционална кујна, а од 20 на вкусни јадења беа одбрани најдобрите 6 кои ќе се најдат во Етно готвач 2015-та. Рецептите ги подготвија 4 вешти кратовчанки. Имаше повеќе видови храна: солени јадења од зелници со урда, праси спанаќ, мантии, сармички со кисело млеко, кифлички, до сладки вкусни јадења, без кои не минуваат домашните прослави: баклава, торта, домашна алва. Храната беше распродадена, а средствата се наменети за хуманитарни цели. Истите ќе бидат наменети за организирање забава за дечињата од дневниот центар. Главен организатор беше Снежана Стојановска, а за организацијата на Етно вешта жена во Кратово беше задолжена Гордана Гичева. Водител беше Ирина Спировска, а за забавниот дел беше задолжен популарниот Јоце Панов. Понизата успешно реализирани проекти во рамки на програмата за прекугранична соработка со соседна Бугарија, општина Крива Паланка на следниот повик ќе аплицира за проект за доизградба на речното корито на Крива река, како изградба и уредување на пешачка патека покрај Бабин дол кој што води кон манастирот Свети Јоаким Осовски. 17% од успешно реализираните проекти од македонско-бугарска страна во рамки на програмата за прекугранична соработка со средства од европските фондови и припаѓаат на општина Крива Паланка. Понисата успешно реализирани проекти од областа на туризмот, транспортот, животната средина, образованието и руралниот развој, локалната самоуправа на Крива Паланка е подготвена и за следниот повик за поднесување на проектни предлози. Со првиот повик што беше, ние имаме 17% успешно реализирани, значи од 100% на сите општини од македонска и од бугарска страна, Крива Паланка има 17%, кое мислам процент за завидување, тоа е една шестина од сите проекти се добиени од страна на општина Крива Паланка. Тоа е добро, сметам дека добар дел од овие проекти кои ги реализиравме се во интерес и на граѓаните и на целата општина, така да ќе ги споменам, тука влегуваат проектите до изградба на патот кон село Градец и партерно уредување околу испосницата, археолошката поставка и партерно уредување околу музеот, потоа миньор коритото на Крива река, велосипедската патека. Единствено што е можеби отежителна околност е тоа да овие проекти прво треба да се исплатат, а потоа парите доаѓаат од страна на Европската Унија. Тука е една отежителна околност, мислам дека и со тоа се надмина на некој начин затоа што Македонската банка за поддршка на развојот веќе дава и кредити во овој дел. Локалните власти ќе аплицираат за реализација на проектот за продолжување на речното корито на Крива река до спортското игралиште, како и за уредување на просторот кон манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, кое ќе се состои од регулација на коритото на Бабин дол и изградба на пешачката патека предвидена покрај автомобилскиот пат. Па ние веќе, како што знаете, збратимени градови сме со општина Дупница и најголемиот дел од проектите ги имаме реализирано со општина Дупница. Имаме една прекрасна соработка во тој дел, така да планираме да го продолжиме миньор коритото за уште одредена стационажа, тоа би одел узводно на реката на кај игралиштето. Ќе дојде една целина, значи патот за Бабин дол, автомобилскиот пат ќе биде во функција, до патот ја имаме пешачката патека, пешачко-велосипедска патека или како сакате, со пропратни содржини, со осветлување, со клупи, со места за рекреација и воедно ќе имаме регулација на Бабин дол, на долот кој тече во овој дел на општината. Сочувство до председателот на Руската Федерација Владимир Путин по повод авионската несреќа на рускиот авион упати председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Сочувство до председателот на Руската Федерација Владимир Путин по повод авионската несреќа на рускиот авион Airbus A321 упатува председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Со шок и неверување ја прими веста за ужасната авионска несреќа и искрено жалам за загубените животи од оваа голема трагедија.
Нема соодветни зборови што ќе ја намалат вашата и тагата на семејствата на настраданите, но дозволете ми во името на граѓаните на Република Македонија и во свое лично име да ви упатам изрази на моje наискрено сочувство. Во овие тешки мигови нашите мисли и молитви се со вас и со пријателскиот народ на Русија, вели македонскиот председател. Над 50 членови на Исламската држава загинаа во воздушни напади во Сирија. Најмалку 9 загинати во терористички напад во Могадишу. Турците бираат нов парламент. Повеќе од 50 членови на групацијата Исламска држава загинаа и околу 30 се ранети вчера во воздушни напади на Турција и САД во Сирија, изјавија безбедносните извори јавија на Дулија. 6 турски ловци F-16 полетеле вчера од базата Инџирлик и извршиле воздушни напади. Во нападите учествувал и беспилотен авион на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави. Поразени се 8 цели на Исламската држава на 5 километри од границата. Офанзивата била поддржана од копно од силите на сириските туркмени. Најмалку 9 лица загинаа, 10 се ранети денеска во напад на исламисти врз хотел во сомалискиот главен град Могадишу. Според телевизијата Ал Джезира во нападот загинале 15 лица, ранети се десетици. Нападот почнал со експлозија на автомобил бомба активирана од бомбаш самоубиец пред вратата на хотелот Сахафи. Потоа во објектот упаднале вооружени мажи кои отвориле оган кон луѓето во хотелот. Следела втора експлозија надвор од хотел, веројатно од автомобил паркиран пред зградата. Според сомалиската полиција, екстремистите кои се уште се во објектот зеле заложници, а во хотелот се уште се слушаат истрели. Според последните информации, убиен е сопственикот на хотел, генерал во оставка и други вработени. На местото на нападот, за кој одговорноста ја презеде групацијата Ал-Шабаб, пристигнале сомалиски војници и членови на мисијата на Африканската унија. Ова не е прв напад врз овој хотел, во кој често престојуваат владини представници и бизнисмени. Граѓаните на Турција со право на глас денеска ќе излезат на втори парламентарни избори годинава во услови на политичка нестабилност и зголемени безбедносни закани. Изборите се одржуваат во атмосфера кога кај турците се чувствува замор од ветувањата на партии, зашто доказ е и летаргичната атмосфера во која минуваше изборната кампања. Собирите во текот на оваа кампања беа далеку помалубројни, послабо посетени од оние пред изборите во јуни годинава кои донесоа поделен парламент во кој не можеше да се формира мнозинство за стабилна влада, што доведе и до негово експресно распуштање и распишување нови избори. Според некои аналитичари, главен виновник за предвремените избори е турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган, кој својата амбиција за воведување председателски систем во земјата и за зајакнување на неговата моќ ја ставил пред интересите на државата. Дали Ердоган и натаму ќе биде највлијателна политичка фигура во земјата, ќе зависи од резултатите на неговата исламско-конзервативна партија на правдата и развојот, АКП, која во јуни го загуби мнозинството во парламентот по цели 13 години. Во изминатата деценија, АКП доминираше на партиската сцена на Турција, што му овозможи на Ердоган да ја зацврсти својата политичка моќ. На врвот на својата популарност во 2013-та, Ердоган уживаше поддршка на околу 62% од населението, но сега, според најновите истражувања, повеќе од половина од турците имаат негативно мислење за него, а само 39% се уште го поддржуваат. Ваквиот пат на популарноста на Ердоган се одрази на рейтингот на неговата АКП, која од 49,8% на изборите во 2011 падна на 41% на јунското гласање. Дури и со ваков резултат, АКП ке можеше да го задржи мнозинството во парламентот, но во тоа ја оневозможи Демократска партија на народите, во која доминираат курдите, која освои изненадувачки 13% од гласовите и доби 80 пратенички мандати, од кои најголем број на сметка на АКП. Во пресрет на овие избори последниве месеци се интензивираше насилството во Турција, откако Курдската работничка партија ПКК објави крај на едностраниот прекин на огнот кој беше прогласен во рамки на мировните преговори што го иницираше Ердоган во време кога беше премиер. Анкетите покажуваат дека АКП на овие избори може да очекува меѓу 43 и 43,3% од гласовите. Социјалдемократската републиканска народна партија ЦХП помеѓу 26,1 и 27,4%. Десничарската партија на националистичко движење МХП меѓу 14 и 14,9%, а ХДП 12,2%. Ниту една партија нема шанси да го мине изборниот праг од 10%.
Спортските миленички на Кумановци го вгостија Металург во дерби над преварот од женската Суперлига. Гостинките оправда улогата фаворит и славеа во Куманово. Пред околу 150 гледачи во училишната арена на Христијан Тодоровски, Кумановки го вгостија противникот со реноме. Металург без проблеми оствари лесна победа со 32-19, демонстрирајќи квалитет подкрепен со искуство. Куманово тргна добро и се надмудруваше рамноправно со девојките од Автокоманда 10 на минути, во кои на семафорот беше изедначено. Гостинките потоа ги збие редовите и тргнаа по полн плен. На моменти водеа и со 15 голови, на одморот предноста беше 22-9 во полза на Металург. Со по 10 погодоци во двете мрежи, вториот дел им донесе успех на девојките од престолнината за конечни 32-19 во дуелот од петтата рунда во Суперлигата. Морам да кажам дека пријатно ме изненади екипата на Куманово. Они се само што влегува во таа Суперлига и пружи еден достоен отпор и ми се свиѓа тоа што има голем напредок и добро е тоа за женскиот ракомет во Куманово да има една ваква екипа, би рекол со една здрава средина и што сакаат да напредуваат. Мислам дека разликата во квалитет беше моментално очигледна, али ја поздравувам ова ситуација со овој напредок на Кумановскиот женски ракомет и им посакувам се најубаво понатаму. Предводникот на Кумановки Јосифовски, задоволен од изданието на своите девојки, нагласи дека надпреварите со фаворизираните противници се одлично искуство. Задоволен сум од играта на нашиве ракометарки. Дојде до израз искуство на противничкава екипа и подолгава клупа има повеќе измени. Посвежи ја одржаа свежинава во текот на целиот надпревар и успеа да извојуваат убедлива победа, така да останува многу работа за нашите млади ракометарки да продолжат да работат и да издвојуваме подобри игри со екипиве како што беше гостинскава екипа денеска. Избраничките на Петровски беа расположени, а најмногу се истакна Јована Саздовска која реализираше 9 погодоци. Меѓу Кумановки најефикасна Викторија Поповска со 6, пред Александра Боризовска со 5 гола. Металург е со максимален ефект во 5 кола, Куманово досега оствари 2 победи и 3 пати загуби. Ракометарките на Вардар ја остварија и втората победа во Лигата на шампионките, совладувајќи го данскиот тим Мидтјylland. Во надпреварот третото коло на Лигата на шампионките одигран во Јане Сандански, македонскиот представник ЖРК Вардар славеше победа со 33-29 над Мидтјylland и се проби на првото место во С групата. Вардарки покажаа дека ќе одат на полн плен, па веќе во 18-та минута има 7 голови предност 12-5 за на полувремето да заминат со позитива од 8. Во вториот дел шампионките имаа највисоки 10 гола предност 22-12, пошто дојде до опуштање во играта, како и да е. Стекнатата предност знаеа како да ја сочуваат и на крајот да остварат победа со конечни 33-24. Најефикасна во редовите на македонскиот шампион беше Андреа Пенезич со 10 гола, додека Јован Карадичевиќ постигна 6, Андреа Лекич 5 голови. Во првиот меч од оваа група Геро очекувано славеше победа на гостувањето во Виена кај Хипо со 29-21. Сега Вардар, Гер и Мидтјylland имаат по 4 бодови, додека Хипо е без освоен bod. Овие екипи меѓусебно ќе играат и во следното четврто коло кое на програмата е следната недела во Данска и Унгарија. Кошаркарите на Куманово забележаа победа во рамките на четвртото коло против екипата на Бест со резултат 88-74, како и да е амбициозниот тим од Гевгелија скапо ја продаде кожата во спортската сала. Куманово потешко од очекувањата овој пат успеа да слави против Бест. Домакинот го совлада гостинот од Гевгелија со 88-74. Кумановци беа во постојано водство, како и да е тешко го крше отпорот на дебитантот. По прв пат домашниот состав на двоцифрена предност стигна кога поведе со 34-22 дури во вториот период. Сепак гостите успеа бргу да се вратат, а во финишот од полувремето се доближија на 3 поени и на одмор се замина со резултат од 38-35 за домакинот. Во третата четвртина гостинот беше рамноправен противник. На половина од овој сегмент на мечот гевгеличани израмнија на 45-45. Куманово успеа бргу резултатски да се одвои и постојано одржуваше предност од 7 до 9 поени. Конечно отпорот на Бест беше скршен во завршните 10 минути. Куманово повторно дојде до двоцифрена предност од 88-74, која ја задржа до крајот за конечна значајна победа. На крајот се беше добро. Го добивме заслуженото, ние младите. И тоа го очекувавме да играме. Сега што разликата не е толку голема, но тоа не е битно. Победа си е победа. И тоа. Ево да искористим оваа прилика да те запрашаме како си доволен од твојата игра во на некој начин дебютот во екипата на Куманово. Па доста сум задоволен од играта.
ми дава искуство за понатамошните надпревари и ќе видиме за натаму против којаките екипи. Најефикасен во победничкиот тим со 21 поен беше Урош Луковиќ, кој додаде уште 14 скока. Александар Костовски беше стрелец на 18, додека Урош Петковиќ впиша 17 поени. Во редовите на Бест, најефикасен со 30 поени беше Тајрон Харис. Работнички беше убедлив во дуелот со Струмица и запиша победа од 88-68. Кошаркарите на македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром на гостувањето во ново место забележа пораз од Крка со 72-68. Двоцифрената предност достигната по првото полувреме не беше доволна МЗТ Скопје Аеродром да ја забележи третата победа во низа и да им се приклучи на водечките екипи во поредокот на регионалната лига. Клучен дел од надпреварот беше почетокот на второто полувреме, кога во првите минути од третиот период МЗТ Скопје не постигна ниту еден поен, а домакинот не само што успеа да ја анулира предноста на македонскиот шампион, туку и да го преземе водството. Заслужено, во продолжението од мечот се водеше неизвестна битка за победа. Како и да е, кошаркарите на Крка беа посигурни во завршницата и забележаа победа од 72-68. Најефикасен во победничката екипа со 20 поени беше Јуре Лалич, а по 12 постигна Иве Иванов и Душан Катинич. Во редовите на МЗТ Скопје најефикасен со 16 поени беше Данило Мијатовиќ, додека Марко Луковиќ додаде 11. Кристијано Роналдо постигна еден погодок во победата на Реал Мадрид во дуелот со Лас Палмас од 3-1. Со тој погодок португалецот се проби на третото место на листата на стрелци во најдобрите 5 лиги на светот: Шпанија, Англија, Германија, Италија како и Франција. Одличниот напаѓач досега во англиското и шпанското првенство носејќи го тресот на Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид има постигнато 317 погодоци, исто како и англичанецот Стив Блумер. Пред него се само Герд Милер со 365 и легендата на Тотенхем Џими Грейвс со 366 погодоци. Од активните играчи меѓу 10 најдобри е само уште асот на Барселона Леонел Меси, кој досега 288 пати ги тресел противничките мрежи. Интер победи во дербито против Рома со минимални 1-0, изби на водечката позиција на табелата во Серија А, на која има бод повеќе од римјаните. Голот на Медел во првиот дел го најави славието на домашниот тим, а во остварување на целта им помогна и Пјанич, кој со 2 жолти картони беше исклучен во 73-та минута од средбата. Она што не смее да се занемари е формата на голманот Самир Хандановиќ, а за тоа какви чуда прави словенецот меѓу стативите, покажува и фактот што за само 3 секунди забележа неколку одбрани. Актуелниот шампион во НБА лигата Голден Стейт по одличниот влез сезонава забележа уште една убедлива победа, овој пат над Њу Орлеанс од 135-120. Своја вечер имаше Стеф Кари со неверојатни 53 поени на кои додаде и 9 асистенции. Во преостанатите дуели славеа Јута, Њујорк, Мемфис, Лос Анџелес Клиперс. Нов Зеланд ја одбрани титулата светски рагби шампион, откако во големото финале на светското првенство со 34-17 го совлада големиот ривал Австралија. Надпреварот во Лондон донесе убедлив триумф на бранителот на трофеот. Репрезентацијата од Нов Зеланд, која стана прва селекција која го одбранила приматот светски шампион и прва селекција која стигнала до 3 наслови Вебелис. Водството од 16-3 на полувреме го најави конечниот исход. Во вториот дел тоа беше зголемено и на 21-3. Како идеја, Австралија стигна до 21-17. Нов Зеланд го издржа притисокот и не му дозволи на противникот да освои ниту еден поен се до самиот крај на финалето на светското првенство во рагби. Австралијците остануваат на 2 освоени светски првенства, а бронзените медали ги освоија репрезентативците на Јужна Африка. Членовите на рагби селекцијата од Нов Зеланд изведува победнички хака танц со кој ги воодушевија фановите на овој спорт. Времето денеска во утринските часови беше студено, а во текот на денот претежно сончево и со мала локална облачност. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија и имајте пријатно вечер.